Христос воскресна! Почитувани верници и гледачи на канал 8 телевизија, добродојдовте во уште едно издание на нашата емисија Православна ризница. Денес ќе го продолжиме нашето предавање за Духовниот Отец, но ќе отстапиме од нашиот класичен концепт и денес за наш гостин го имаме игуменот на Лесновскиот манастир, отец Дамаски. Добродојдовте, отец. Добро најдовме, Христос воскресен. Навистина воскресен. Денес со нашиот гостин ќе позборуваме на темата за раководството, односно духовноста во православниот живот. Кажете ни, отец, за значењето на духовникот, како тој се бира. Ако патувајќи на земјата до било кој одредиште ни е потребен водич за да стигнеме до таму за да не се изгубиме, дотолку повеќе водичот е потребен во духовниот живот, на кој што има многу препреки, многу замки кои што ги поставуваат лукавите духови. Затоа Бог устроил во нашиот православен духовен живот на патот кон спасението на нашата душа секој православен христијанин да си има за себе водич, односно духовен раководител, духовен отец, кој што би му давал насоки, кој што би го водел низ духовниот живот, кој што полесно би му ги разоткривал сите стапици, сите замки на лукавиот, кој што правилно би го насочувал на неговиот пат кон Бога, на неговиот пат кон познавање на Евангелието, исполнување на Евангелието, како подобро и како поуспешно да се избори со гревот, со страстите, со своите слабости и недостатоци. Во тој контекст Бог, бидејќи не создал како личности и суштества со слободна волја, така и во овој случај тој на секој православен христијанин му остава апсолутна слобода, тој самиот да се го избере духовниот водич, духовниот раководител, кој што пред се треба да има и свештенички чин, бидејќи само оној кој што има свештенички чин, дали е еромонах, дали е свештеник, дали е архимандрит или епископ, може да разрешува гревови, односно да чита разрешителна молитва на светата тајна исповед, со која што Бог му ги простува гревовите на покајникот, но оној кој што се исповеда искрено, со душевна болка, со чувство на сопствена немоќ, оној кој што се смирил и оној кој што ја познал својата немоќ, ја познал својата гревовност. Така секој православен христијанин е должен за себе да се избере духовен раководител, со тоа што тој може да разговара со повеќе свештеници, може да разговара со повеќе светиоци, да посети повеќе манастири, да поразговара и со тамошните духовници, оние кои што имаат благослов духовно да раководат и да исповедаат. И оној кој што да се моли пред се со срдечна молитва, Бог да му открие кој духовен раководител би бил најдобар за да правилно го насочи во неговиот духовен живот, бидејќи секој човек е, знаеме, со различни карактери, со различни слабости, со различен темперамент и со различна сила и со различно трпение се соочува со своите проблеми, искушенија, недостатоци и со своите гревови страсти. Така, кога православниот христијанин, разговарајќи со свештениците, со духовните отци, ќе почувствува во срцето вистинска доверба, вистинска топлина или љубов или внимание, кога тој ќе почувствува дека токму на тој отец може да му ја довери, да му ја отвори душата, тогаш може да го праша дали би го примил за негово духовно чедо за исповед и целосно да му се предаде во послушност, односно во постојано советување, во постојано разоткривање на својата душа, разоткривање на своите помисли, на своите намери. Пред се, зборувам главно, духовниот раководител е главно задолжен да даде насоки во духовниот живот, меѓутоа со него може да се советуваме и за поголемите работи, искушенија и проблеми и во земниот материјален живот, кој што секако е потребен заради задоволување на телесните и материјални потреби на секој човек, на секоја душа. Духовниот раководител пред се
треба духовното чедо да го раководејќи да го насочува пред се кон Христа, а не кон себе си, односно тој во една смисла е негов духовен пријател и другар и близок, кој што пред себе му го покажал вистинскиот пат, тој верник, тој православен христијанин, да го најде својот вистински пат кон Христа, бидејќи нашата цел е соединување со Бога, нашата цел е осветување и обожување, односно сите заеднички да го најдеме своето место на тесниот трнлив пат кој што води кон вечноста, кој што води кон вечниот живот, кој што води кон заедничарењето со Христа во Царството Небесно. Во однос на тој духовен пат, во однос на тоа духовно раководство, тука се појавуваат и некои аномалии, некои слабости, недостатоци, нели, во односите на духовниот отец и духовното чедо, кои што треба навреме, нели, да се исправат, нели, за да не би дошло до погрешно поимање и погрешно сваќање на духовниот отец, бидејќи пред се духовните отци, духовните раководители имаат многу духовни чеда. Потребно е на секого да му посветат внимание, посебно на оние кои што се почетници во верата, посебно на оние кои што имаат во моментот некакви потешки или поголеми искушенија, поголеми душевни страдања или поголема борба, нели, со гревот и со страстите со кои што моментно се соочуваат. Така да треба секој православен христијанин да знае дека пред да се исповеда, пред да се допраша или се советува со духовниот отец, треба во себе точно да знае што треба да праша, што треба за каков благослов да праша и да се подготви, нели, за да ја слушне Божјата волја, однапред да не очекува одговор како што тој сака да слушне, туку да се помоли срдечно во срцето Бог да му даде вистински дух и мудрост, да го просветли духовниот негов отец, за да му го даде и вистинскиот одговор на прашањето кое што го поставува, односно Бог преку него да одговори. Тајната на познавањето на волјата Божја е во вистинската наша вера и доверба дека Бог ни зборува и ни говори преку духовниот отец или преку свештеникот, нели, кој што го прашуваме. Доколку духовното чедо, доколку има доверба, нели, дека Бог ќе му ја открие својата волја преку духовниот раководител, тогаш и Бог го просветлува духовникот, му дава добар совет, му дава мудар збор, особено за време на светата тајна исповед, бидејќи не затоа што духовниот раководител е премногу искусен или е свет, бидејќи тој е човек кој што има своји слабости, своји борби и кој што и тој самиот има свој духовен раководител, за кој што со кој се допрашува, нели, за своите, нели, за својот духовен живот. Потребно е целосно, значи, да поверуваме во срцето и да се отвориме кон духовниот отец, да ги откриеме нашите помисли и да веруваме дека Бог преку него ќе ни објави својата волја. Доколку православниот христијанин, доколку верникот, духовното чедо пристапува со недоверба, пристапува со сомнеш или пристапува однапред чекајќи одговор што ќе не му одговора, нели, не барајќи вистински волјата Божја, туку барајќи оправдување, нели, на своите помисли, на своите размислувања, расудувања, тогаш тој самиот ја спречува благодата Божја да прострои низ духовниот отец и Бог да му ја покаже својата волја. Отец, би сакал да ве запрашам да споделите нешто вие од вашето искуство, нели, како духовник. Би сакал да ве прашам кои се најчестите прашања и дилеми кои што ги мачат, нели, луѓето кои што пристапуваат кон духовниот живот. Па вака, знаеме дека во последно време во светот во многу се промени во однос на сваќањата, поимањата и за гревот, и за односот кон ближните, односот кон Бога. Секако кон тоа придонесе, нели, долгиот период на комунизмот, кога
систематски и плански беше отргнуван Бог од срцата на луѓето, беше уништувана верата. И сето тоа придонесе да се разнишаат основите, темелите пред се на семејниот живот, пред се не само на црковниот, туку и на семејниот живот, односот на младите помеѓу себе, односот на младите кон постарите. И меѓутоа, слава му на Бога, му благодарам што во последно време се повеќе од младите кои што пристапуваат кон црквата, пристапуваат кон Бога, го прифаќаат учењето и православното учење и верата чисто и онака како што е изворно, преданиски, така да тие постануваат и учители на постарите, го внесуваат Бога во своите семејства, го внесуваат благословот Божи во своите домови. Најчести проблеми и искушенија со кои што се соочува најнапред младата популација, младата генерација кај нас, пред се прашањата врзани околу семејниот живот и околу пред се половиот живот. И пред бракот и за време на бракот, бидејќи изопачувањата и искривувањата на тие темели, на тие православни основи кои што Христос ги постави во односите помеѓу мажот и жената, помеѓу момчето и девојката, со себе носат и тешки и душевни и телесни последици и трауми кои што подосна резултираат со се поголем распад на семејството со кој што се соочуваме денеска. Денеска се соочуваме со страшен проблем, со големи искушенија во однос на зачувувањето на малата црква, зачувувањето на семејниот живот. Значи, младите незапознаени со она вистинско наше назначение, со она наша вистинска наша улога во овој живот, во кој што се подготвуваме пред се за вечниот живот, за животот со Христа. Заборавајќи на Бога, заборавајќи за што всушност се создадени, заборавајќи дека нашето тело е храм на Светиот Дух, кој што треба да го чуваме поскапо од се на светот, заборавајќи дека по зборовите Христови скапо сте платени, дека една човечка душа е поскапа од целиот свет. Тие најчесто се измачуваат со проблемите врзани со изборот за девојка, со изборот или момче, во однос на тоа колку деца треба да имаат во семејството, дали да го исполнат благословот Божи, дали да се предадат на волјата Божја или да се трудат да го исполнуваат оној западен материјалистички дух кој што се повеќе ни се наметнува и во црковниот живот и во материјалниот живот, оној кој што е сврзан со задоволување на нашите егоистични желби или страсти, оној дух кој што ја поништува, ја унижува Христовата искупителна жртва на крстот, бидејќи пред се радоста наша е во носењето на крстот Христов. Секој православен христијанин треба да избере свој крст. Дали ќе е тоа семејниот живот кај што ќе го понесе брачниот крст, брачниот товар, каде што ќе се исполнува себе си во радоста кога ќе се принесе жртва за своето семејство, мажот како глава кој што треба е должен прв и да ја љуби жената, да се грижи за семејството, да го држува семејството и да го заштитува и закрилува како што и Христос црквата, исто и жената во своето предавање на семејството, во својата грижа за децата, во своето благо и кротко советување на својот маж во однос на воспитувањето на децата, во однос на другите проблеми и искушенија. Незината свештена должност. Да, незината свештена должност. Црквата во Малта. Сето тоа е искривено, изопачено, за жал, под западно
влијание во материјалистички дух, така да денеска секој се труди да исполни својата волја. Никој не сака барем малку да се смири, да размисли нели за своите слабости и недостатоци, да размисли дека пред се и во најголем случај сите проблеми потекнуваат само од него и лично од него, бидејќи секој прво кај себе и со своите постапки и со својот недуховен и небогогоден живот предонесува за лошиот однос на ближните кон него. Во многу случаи нели во оние кои што пристапуваат и почетниците, оние кои што се веќе повеќе утврдени во духовниот живот, посебно кај почетниците, кога прв пат ќе се исповедаат, нели, кога ќе започнат да ги исполнуваат евангелието онака како што Бог бара, кога ќе започнат да се трудат и во постот и во молитвеното правило, кога ќе се потрудат да бидат редовни на богослужбите на светата литургија и кога ќе почнат да се смируваат и кога ќе почнат трпеливо да ги поднесуваат и недостатоците на своите ближни во однос на блискиот круг на семејството, во однос на колегите на работа, во однос на своите пријатели, тогаш за брзо време Бог им открива колкава големина и колкава благодат има во смирението. Еден голем светител, почитуван во целиот православен свет, особено во Русија, Свети Серафим Саровски вели: смири се и илјадници околу тебе ќе се спасат. Така да тие брзо искуствено познаваат и после доаѓаат и велат: на вистина, вели Отец, се било до мене, вели. Јас кога почнав да се смирувам, кога почнав да внимавам повеќе на себе си, кога почнав да внимавам и на моите зборови, на мојот однос кон ближните, тогаш и тие почна да се менуваат кон мене, почна се околу мене да се смирува, почна да има поблагопријатна атмосфера и во семејството, и со ближните, и со пријателите, и сите околу нив ја чувствуваат таа промена, бидејќи ја чувствуваат благодата Божја која што се јавува во нив, нели, кога тие ќе се покајат, кога тие ќе се исповедаат и ќе продолжат, нели, редовно да ја чиста душата и срцето. Ќе се премат. Отец, би сакал да ве запрашам сега, најчесто поставувани прашања, значи посебно на моја голема радост, се надевам и на целата црква, на она категорија на млади луѓе кои што сакат, значи, да пробат да живеат да пробат да го живеат тој начин или на духовен живот, и кога почуваме да зборуваме за светата тајна и исповеди за покајанието, тие најчесто не погледнуваат и ни велат: знаете што имаме направено, ние немаме нешто направено лошо, ниту сме убиле, ниту сме излагале. Значи, дали би сакале малку по-детално да ни кажете што се црквата, значи, подразбира под категоријата греф? Во однос на подготовката за исповед, нели, во православната црква има многу пишувано, бидејќи и првиот повик Христов беше: покајте се, зашто се приближи Царството Небесно, и на Свети Јован Крстител, и на апостолите, и на сите подоцнежни подвижници и светители. И затоа има многу пишувано и објавувано на темата на покајанието, на темата на тоа кои се смртни гревови, кои се поголеми, кои се помали гревови. Меѓутоа, потребно е пред да пристапат кон светата тајна исповед, нели, откако ќе го избера духовниот отец, откако ќе го изберат оној на кој што ќе му се доверат себе си, на кој што ќе му откријат и ќе отворат душата, треба пред се да имаат вистинска вера. Вистинска вера во Христа, во Господ Исус Христос како Син Божи, кој што се воплоти од Пресвета Богородица, кој што зеде на себе човечко тело, кој што како богочовек и се распна заради нашите гревови, и воскресна во третиот ден, и се вознесна на небото, и седна одесна на Отца. Значи да се потрудат, да се поучат во верата и во она што го исповеда православната црква, како онаа која што ја чува полнотата на благодата и вистината, да поверуваат дека само во Христовата искупителна жртва ни се простуваат гревовите. Значи, ќе кажам накратко, има и некои кои што пристапувајќи, нели, за духовен разговор или за исповед, нели, пред се не ја знаат смислата, нели, суштината на светата тајна исповед, бидејќи пред се треба да имаме вистинска вера. Пред се треба да знаеме дека Бог е некој што ги простува гревовите, бидејќи многумина доаѓајќи, нели,
очекуваат дека со првиот духовен разговор, со првото, нели, благо отварање или запознавање на душата и ќе се решат сите проблеми. Значи пред се треба да сме подготвени. Треба да сме подготвени, нели, да примиме духовни насоки онака како што е волјата Божја, значи да почнеме да го исправаме својот сопствен живот, значи да бидеме решени да се промениме и да започнеме нов живот во Христа. Значи да има вистинско покаяние, покаянието значи и преумување, да почнеме да се преобразуваме и во размислувањата, и во расудувањата, и во нашата решеност и подготвеност пред се да престанеме и да ги прекинеме оние смртни гревови кои што најмногу ја терета душата во однос на како што се и убиството, и лагата, и блудот, и сега најчести гревови на кои што паѓаат многумина, нели, и младите и постарите се за жал блудните гревови, бидејќи многумина не знаат или не се свесни дека грешат, соединувајќи се телесно пред бракот. Подоцна и во бракот е потребно да се чува целомудреноста и во помислите и во односот. Значи и во бракот постои период кога во текот на постите треба со заемна согласност на двајцата сопружници, како вели свети апостол Павле, да се воздржуваме за да можеме повеќе време да посветиме на молитвата на својата душа, бидејќи телесните односи не се оние кои што го сквернува човекот во брачната благословена заедница, туку, како вели свети Јован Златоуст, толкувајќи го свети апостол Павле, му го одвлекуваат вниманието на христијанинот, за да може почисто да се моли подлабоко, посрдечно, во време на постите, како во Великденскиот пост кој што измина, кој што е најстрог. Подоцна се повеќе расширени гревот на прељубата, за жал, поради кој што и Христос единствено и дозволува, нели, црквата да се растури брачната заедница. Меѓутоа, секој пат е благословено да се најде решение за да се прости, за да се тоа исцели, за да се обиде да се сочува малата црква, бидејќи забораваме дека бракот е мала црква. Пред се и мажот е Христос, глава, а жената ја представува црквата. Многумина спомна дека велат, нели, што сум јас сгрешил, нели, јас не сум сгрешил ништо, нема потреба да се исповедам. Не сум убил, не сум излагал, не сум украл. Меѓутоа, забораваме дека и непочитувањето на постот е тежок грев. Значи, нередовноста на богослужбите, бидејќи црковните правила укажуваат на тоа, одредуваат дека оној кој што 3 пати напоредно нема да дојде на света литургија, се исклучува, се одлачува од црквата, како што тоа било во поранешната црква. Забораваат дека секојдневно со помислите грешиме и со осудување на ближните, и со оговарање, и со зборување, кое што е секако многу присутно денеска, бидејќи сите најпрви ги гледаме слабостите и недостатоците кон ближниот, така лукавиот тоа ни го наметнува за да ги прикрие нашите гревови, нашите недостатоци, како што вели Христос, нели, најнапред треба да ја исчистиме гредата, да извадиме гредата од своето око, па подоцна да ја гледаме раската во окото на братот свој. Потоа, едни од најраширените гревови денеска, зборувам оние кои што најчесто и се грешија, многумини и не знаат дека грешат, значи е барањето на помош кај бајачи, кај гатачи, кај биоенергетичари, верувањето во хороскоп, во судбина, приклонувањето, односно барањето на помош кај многу лажни исцелители денеска. Јас мора да ги кажам и со пример, бидејќи верните знаат дека тука кај нас, нели, во свештениците и по име ги кажуваат оние кои што се застранити во тој пат, кои што се одлачени од црквата и кои што се непријатели Божи. И ги кажам, ќе ги спомнам и Константин во Скопје, Душко во Велес, некои како што се Иван Исцелител, во кој што неодамна, мислам дека минатата година дури видов еден лист, една реклама за него во дневниот весник, мислам дека Дневник. Значи тоа е веќе страшна појава
кога и јавното мислење веќе и јавните медиуми ги поддржуваат таквите лажни исцелители, да не речам веќе магови, кои што се под силно демонско влијание и од лично искуство, значи веќе се имам среќавано и веќе имаат доваѓано за помош тука луѓе кои што многу пострадале од тие таквите луѓе, кои што многу им е тешко да се повратат повторно во вистинска душевна и духовна состојба. Значи мора да се внимава на тоа. Потоа мора да го спомнаме и тоа, ние веќе издадовме една книга со библиотеката Свети Гаврил Лесновски, веќе почнуваме да подготвуваме повеќе наслови, нели, од свети отци, старци и во однос на многу прашања кои што го мачат денешниот христијанин во православниот духовен живот. Значи многу раширениот грев на абортусот. Многу од и девојките од жените не се свесни колкав грев прават со абортирањето на децата со чедоморството, бидејќи особено тој грев делува не само со телесни, нели, и душевни последици, меѓутоа носи своји последици врз нивното потомство. Значи пред се родителите треба да бидат свесни и да размислат, бидејќи доколку во тој греф, ќе повторам, не се само одговорни и виновни само жените или девојките, туку се подеднакво виновни и мажите или нивните сопрузи или момчиња кои што се согласиле тие да направат чедоморство, да извршат убиство или на своето сопствено дете. Тоа сето носи душевни травми и последици кај нивните деца. Та подосна нивните деца стануваат непослушни кон нив, стануваат арогантни, стануваат дрски кон своите родители, бидејќи тие внатре во себе ги чувствуваат своите родители како убијци. Ова е многу повторувана досега тема, меѓутоа мора да ја кажам за жал, бидејќи е многу раширена не само кај нас, зборувам општо во целиот свет, значи се врши планско и системско уништување на нацијата, на нас како народ. Ние како народ умираме. Зборувам, значи, кога ќе се пожелат родителите дека децата им се непослушни, треба пред се да размислат за себе и за своите грешки и своите гревови, да се покајат, да побараат прошка и милост од Бога, па дури тогаш Бог ќе излее својата милост, нели, ќе им ги услиша нивните молитви во однос на децата. Во однос на исповета ќе кажем уште ова накратко, бидејќи покрај другите, нели, подготвуваме една книга во однос на практичен прирачник за светата тајна покајање и исповед, која што се надевам дека ќе излезе набрзо по Великден и кој што ќе биде достапна, нели, за сите верници, за сите почетници, каде што има малку по-детални и по-убави објаснувања, посебно особено од еден голем духовник и старец во Русија, кој што минатата година почима, архимандритот Јован Крестјанкин од Псково-Печерската лавра, кој што многу современо објаснува што денеска се грешиме во однос на 10 Божји заповеди. Пред се треба да свати оној кој што пристапал кон исповед дека треба да биде подготвен и да го промени својот живот. Треба да биде подготвен за крвава борба со самолюбието, со егоизмот, со суетата кај себе, со гневот кај себе, со нетрпеливоста. Значи, Бог ја излева својата благодат и милост во нашите срца и во нашите души, во онаа мерка во која што ние се трудиме да бидеме ревностни во духовниот живот, во онаа мерка во која што ние се трудиме да го исполниме Евангелието на дело, во онаа мерка во која што ние се одрекуваме од својата волја и се ја бараме волјата Божја преку постојаното советување не само со духовникот во однос на духовните работи, меѓутоа со барањето на совет и во секоја работа, во секоја професија, од оние кои што се постари, поискусни, за жал многу слушам, нели, од искуство дека многу малку комуницираат родителите со своите деца. Значи родителите, децата им е потребно пред се внимание. Сите проблеми кај децата доаѓаат од Токму тоа сакав да ве запрашам, оте, за значењето, нели, на семејството во оние први стадиуми на воспитување на
нели посебно на младата популација и на децата во христијански дух. Дали ќе сакате на кратко да ни објасните за значењето на посебно нели на мајката како за низината свештена димензија во еден дом? Мора да кажеме дека денеска, па ќе речем под влијание на световните текови или филозофии и мислења. Да, може и за феминизмот како една распространета. Сосема е изопачено сваќањето и поимањето на жената во православната црква. Значи многумина жени, многумина девојки мислат или ја сваќаат улогата на жената во православната црква, во православниот духовен живот, како потисната, како унижена, како онаа која што е должна само да слуша и да биде робнинка на мажот. Меѓутоа, воопшто не е така. Значи, во апостолот пред се што го читаме на Светата тајна венчание, Свети апостол многу убаво тоа го кажува, а Свети Јован Златоуст уште подобро го толкува. Значи, со христијанството на жената е даден е издигната на голем и висок ранг во однос на тоа што била дотогаш нели во паганството. Бидејќи дотогаш до доаѓањето на Христа нели христијанството жената била робинка, била подчинета, била послушна и била тиранизирана од мажот, била сметана пред се за повеќе за предмет отколку за личност. Значи жената станува личност во православната црква. Онаа која што е еднаква по даровите кои што може да ги прими од Господа. Значи е сонаследничка на благодатниот живот. Сотрудничка на мажот во однос на нивниот заеднички пат, заедничката помош и поддршка пред се во семејниот брачен живот на нивниот пат кон Царството Небесно. Бидејќи бракот пред се, како што вели Свети Јован Златоуст во православната црква, неговата вистинска цел и намена е пред се испречување на блудот, на развратниот живот и заедничка помош, заедничко носење на слабостите на мажот и жената и на патот кон Царството Божјо и подготвеност заедно да се поттикнуваат кон исполнување на Евангелието, заедно да ги носат тешкотиите, искушенијата нели и проблемите нели кои што се јавуваат во нивниот семеен живот. Значи во апостолот, реков што го читаме на Светата тајна венчание, се вели помеѓу другото мажот е должен да ја љуби жената како што се сака самиот себе си, а жената вели да се бои од мажот свој. Значи, како што велат многу и сега современи старци и духовници, еден од нив вели, ми доаѓа вели да извикнам, вели, жени, вели, радувајте се, вели дека мажот е оној прв кој што ќе одговара нели за тоа колку е исполнувал заповедта за љубовта во бракот, бидејќи мажите се обврзани да ги љубат и своите жени и своите деца, а жената е должна само да го почитува мажот свој, да биде послушна, не робски, не унижено, не потиснато, туку одрекувајќи се во некои работи од својата волја, молејќи се Бог да го просвети мажот во некои одлуки, му се починува љубовно на мажот, со слободна волја, смирено, почитувајќи го како што и црквата го почитува Христа. Меѓутоа, треба да знаат дека доколку мажот не го исполнува Евангелието, доколку мажот не се труди да исполни она улога која што Бог му е назначил во семејството, да биде глава, да биде оној кој што ќе биде главен и одговорен за животот и за духовниот живот на семејството. Значи, доколку, како што вели еден архимандрит Јоаники, еден романски старец и духовник, исто кој од манастирот Сихасирија, кај што сотрудник и собрат на старец Клеопа, кој што го знаеме од книгите кои што се издадоа кај нас, вели во една од своите поуки, вели на една света тајна венчание, која што извршував, вели кога се прочита апостолот жената да се бои од мажот свој,
сите се завртеа кон жената и ја погледнаа таа се невеста кон невестата, таа се вцрви и ја наведна главата. Јас го чекав својот момент, вели, кога дојде времето за проповед, се завртев кон неа и реков: мила невесто, вели, ако не те љуби, немој да го слушаш. Значи, доколку мажите сакаат жените да ги почитуваат и да им бидат послушни и покорни и во семејството и во духовниот живот, тие треба да покажат вистинска грижа и љубов. За жал, од искуство, најголемите проблеми кои што настануваат во семејството доаѓаат од тоа кога мажот ја заборува својата улога во семејството. Кога мажот престанува да биде глава, кога жената кај него гледа неодговорност, кога гледа незаинтересираност за животот на семејството, особено во однос на воспитувањето на децата, кога тој ја запоставува својата главна грижа, значи да го следи духовниот живот на семејството, значи тој е духовник во некоја рака, во некоја смисла во семејството, значи тој е духовник, оној кој што треба да пази на духовниот живот во семејството, да ги потикнува кон исполнување на законот Божи, да ги потикнува да биде прв пример, со личен пример кој што ќе покаже и трпение, и кротост, и мудрост, и сериозност, и пред се љубов и правилно расудување, значи вистинска грижа и за сопругата и за децата. Доколку тој не покажува вистинска грижа, тогаш и жената подклекнува, односно како послаб сад, како вели Свети апостол Павле, грижете се за жените бидејќи тие се послаб сад, нели? Бог му дал на мажот мудрост, му дал поголема разумност во одлуките, за да не се потпира повеќе на чувствата и на срцето. Меѓутоа на жената и дал поголема чувствителност, поголема интуиција, бидејќи таа во многу наврати, во многу примери може да му даде добар совет на мажот, може да го насочи и во материјалните работи, и во духовниот живот, и во професијата, и да му укаже на вистинскиот пат како да им пристапи на децата, бидејќи таа повеќе ги чувствува децата и е дадена поголема посилно срце, бидејќи знаеме дека мироносиците, жените мироносиците беа единствени кои што дојдоа на гробот Христов, имаа храброст да дојдат на гробот Христов по воскресението, додека апостолите беа за заклучени врати. Отец, за крај би сакал да ве запрашам за односот, за релацијата меѓу духовник и духовното чедо, да ни кажете накратко, значи, за послушноста на духовното чедо кое што треба да го има кон својот духовен отец и за одговорноста на духовниот отец кон духовното чедо. Значи, пред се, духовното чедо, рековме, потребно да има искрена доверба, нели, кон духовниот отец, за да му пристапи, нели, со љубов, со доверба и да верува дека Бог преку него ќе му одговори, нели, ќе му даде насока. Значи, затоа треба пред да го избере духовниот отец, пред се да верува, нели, да увиди на дело дека духовниот отец ја проповеда вистински православната вера и православното светотечко учење и живее според тоа што го исповедува. Послушноста, значи, одрекувањето од својата волја, значи барањето на благослов или совет или насока во однос на главните работи кои што се случуваат во нашиот духовен живот. Значи, духовникот одговорен треба да знаат духовните чеда и православните христијани дека духовникот ја носи одговорност напред се за духовното насочување, значи насоката во православниот литургиски духовен живот на чедото, но не и за сите негови постапки и дела кои што ги прави во животот. Значи, духовниот отец е оној кој што треба да го насочи духовното чедо, кој што треба да му даде совет, да му даде добар совет и во однос на духовните работи, во однос на некои работи во материјалниот семејниот живот со кој што се соочува и да го насочи кон тоа самиот да донесе одлука. Значи, одговорноста за донесувањето на одлуките, донесувањето за нашите дела ја снесуваме секако
самите ние, значи самото духовно чедо, значи духовникот не е оној кој што треба да понесе одговорност за сите одлуки кои што духовното чедо ги треба да ги донесе во животот, туку тој е само оној, повторувам, кој што треба да даде насока, вистинска насока и правец, и кој што треба да укаже на лошиот пат кој што, или лошото размислување или расудување кој што го открива духовното чедо, прашувајќи за совети за благослов. Отец, за крај би ве замолил да упатите до нашите гледачи, посебно оние кои што се почетници во духовниот живот, кои се подготуваат, значи прв пат да пристапат кон светата тајна, покаяние, односно исповед, една ваша кратка полука кон нив, за да разберат суштината и како всушност треба да изгледа исповедта. Значи, ќе кажеме накратко пред се, светата тајна покаяние и исповед е темел на нашиот духовен почеток и темел на целиот наш духовен живот. Значи, тоа е, како велат светите отци, суд на совеста, суд пред страшниот суд. Тоа она власт која што Бог им ја даде на апостолите, кога им дувна Дух Свети, им рече на кој ќе му ги врзете гревовите на земјата, ќе му бидат врзани на небото, на кој ќе му ги разврзете на земјата, ќе му бидат разврзани на небото, и таа апостолска благодат преку ракополагањето, преку се пренесува, нели, врз оние кои што добиваат свештенички чин, нели. За да пристапи кон исповед, и оние што досега не се исповедала, и оние кои што започнале со духовниот живот, значи пред се треба да имаат искрена и вистинска вера, рековме, нели, во Христа како во Син Божи, да веруваат во неговата искупителна жртва на крстот, дека само преку неговата крстна жртва ни се простуваат гревовите. Значи да бидат подготвени со болка во срцето, нели, со чувство на немоќ самите понатаму да се справуваат со искушенијата, со гревот и со страстите, да пристапат со подготвеност и со решеност, нели, да ги остават крупните смртни гревови кои што ги правеле досега, да бидат подготвени да го променат животот, да принесат дела на покајанието, бидејќи Бог, реков, нели, бара од нас дела на покајанието. Значи да не биде исповедта формално само набројување на гревовите или слабостите или недостатоците, туку да биде тоа проследено не само со болка во срцето, нели, некој пат, нели, со покајнички солзи, нели, со чувство на отуѓеност и отпаднатост од љубовта и од милоста Божја. Доколку ја нема таа болка во срцето, доколку ја нема таа решеност за промена на животот, доколку ја нема таа подготвеност за исполнување на заповедите Божји, за исполнувањето на Евангелието пред се на дело, односно да се потрудиме да се смириме себе си, да потрудиме да се помириме со своите ближни, со оние кои што сме имале нетрпеливо, со кои што сме скарани, на кои што се гневиме, тогаш нема да има и вистинско излевање на милост и благодата Божја. Нема да биде исповета искрена и нема да биде дејствена и делотворна. Значи, многумина сметат дека само со еден духовен разговор, нели, ќе ги решат проблемите, нели, и само со првата исповед или со која што е пред се за главните крупни работи, бидејќи во почетокот не може христијанинот, верникот да ги согледа сите своји недостатоци, бидејќи Бог му дава оној колку што може да носи. Најпрвин да се ослободи, односно да ги исчисти тие смртни гревови. Мисля дека со еден мал духовен разговор ќе ги реша сите проблеми и враќајќи се во светот, нели, кога ќе се соочат со следното искушение, повторно паѓаат во малодушност, нели, бидејќи не биле подготвени пред се да се промена себе си, пред се да се подготват за лута и сурова борба со самите себе си, бидејќи најтешко е човекот да се победи самиот себе си. Кога тие ќе принесат вистински дела на покајанието, тогаш и Бог ќе излее милост и благодата Божја во нивното срце и ќе им помогне понатаму да ги надминуваат и своите слабости и своите недостатоци, да се борат вистински со гревот, да се борат со страстите и на крајот да ја достигнат
полната мера на растот Христов и сите заедно со Божја помош да ја задобиеме благодата Божја и Бог да не награди и со вечен живот во царството свое во вечни векови. Христос воскресе! Навистина воскресна. За на крај Отец би сакал да ви се заблагодарам за овој навистина душеполезен разговор, за одвоеното време да бидете наш гостин, за вашата гостопримност во вашата обител. Почитувани верници и почитувани христијани, знаете дека нашата емисија Православна ризница се емитува во етерот на Канал 8 телевизија секоја сабота со почеток во 18 часот и 30 минути и реприза во недела во 12 часот.